Руралниот развој и развојот на гастрономијата и туризмот се главната цел на соработката меѓу Министерството и Националната организација Slow Food Македонија. Преку меморандумот, кој што го потпишаа, треба да се заштитат локалните семиња, воштарството и лозарството, сточарството, традиционалните производи и примената на ознаки за квалитет. Исто така ќе работат на зајакнување на свеста за органско производство, маркетинг и промоција на македонската традиционална храна, имплементација на европски регулативи и се друго поврзано со традиционалното производство. Соработката ќе се реализира преку изработка на заеднички проекти, измени и дополнување на закони, правилници и програми, организирање на јавни дебати, студиски посети и така натаму. Македонија е богата со разновидни традиционални земјоделски производи и храна, препознатливи по својот вкус не само на домашниот, туку и на светските пазари. Поддршката на локалното производство во голема мера може да влијае врз одржлив економски развој на руралните подрачја, што крајно ќе влијае врз подобрување на условите за живот во истите. Затоа, како држава, неопходно е да воспоставиме систем на заштита на традиционалното производство и поддршка на локалните производители. Ваков систем на поддршка веќе имат воспоставено голем број на земји членки на Европската унија. Законски решенија има и кај нас, но земејќи предвид дека засега има само еден регистриран производ со ознака за квалитет, сепак немаме позитивни резултати во овој дел. Во Македонија се уште нема ниту листа на традиционални производи со детален опис и со историска поврзаност со регионите, постои само национална листа на автохтони земјоделски растенија и раси на добиток. Тука се евидентирани вкупно 410 автохтони растителни сорти од различни видови и 5 автохтони раси на добиток. Македонскиот ајвар, љутеница, тетовски граф, македонската турчија, галичкото сирење и кашкавал, ова се само мал дел од долгата листа на нашите традиционални производи, чие што производство треба да го потикнеме, но и да го заштитиме. Во новата програма за рурален развој, Министерството одвојува 60 милиони денари, преку кои планира да ја поттикне промоцијата на македонските земјоделски производи дома и во странство, односно ќе поддржи и учество на 25 домашни и странски саемски манифестации. Дополнително, преку мерката поддршка за маркетинг и промоција на земјоделски производи, од Министерството велат дека ќе понудат поддршка за воведување на заштитени ознаки за традиционални производи, отворење органски продавници, амбалажа на преработени земјоделски производи, изработка на маркетинг платформа и така натаму.